Другари и другарки, уште едно издание во еден кадар Чернодрински едишен, Ана Ристовска-Трпеновска. Сега, која е Ана? Јас разбрав пред една недела. Здрави, жива. Здраво, мам, те благодарам што го правиме овој интервју и се радам дека јас те запознав на фестивал. Фала ти што прифати и што се согласи се поразговараме малку. Сега малку да ги воведиме гледачи. Јас која не знаев која беше, а треба да се знае. Сега мојава публика валјда ич. Значи драматург, со прилеп драмски автор, со прилепски корени, инаку родена растена во Скопје и сега живееш во Виена. Во Виена. Сега кажи ми, како ти се реши да станеш драмски автор? Да не ги ја откривам јас приказка, пошто се театарски корени, за накрај ќе ги оставиме некако нив. Да, па... Јас секако, нели, сум растена по проби, сум одена на представи, мојот татко, покојниот актер Кирил Ристовски, секако ме вовел во тој свет и не сме живеели изолирано од театарот, така што нормално е да се јави некаков желба афинитет кај мене, што морам да кажам дека до покасни години до факултет не сум ја искажала, бидејќи секако мојот татко имаше став дека не би сакал да се занимавам со оваа професија и Зошто бе сите актери, театарски работници не сакаат децата им се занимаваат со театар? Најверојатно дека сакале да не заштитат на некој начин, затоа што театрот колку што е и убава уметност и создаваме животот, толку е и многу пати тешка и треба да се носиме со некакви други емоционални состојби, со порази, така што сега например го сваќам, нормално на 18 години не го сваќав и сакав по секоја цена да се занимавам со театар. Си рекла, да те послушам. Не, многу сум среќна што ја имам оваа професија и поготово што ја активно и пишувам и ми се изведуваат текстовите, така што не можам да кажам дека пак би го избрала истото, меѓутоа го разбирам затоа што секој од нас како уметник поминува низ тие фази и тие стравови од неуспех или падови емотивни или можеби и порази или процеси некакви во театар, каде што не е се толку како што е представата со аплауз, туку има и многу позади тоа или... Додека да се дојде до аплауза, има многу препреки кои што треба да се премине. Точно, и самиот емотивен склоп кога се занимавате со театар, се работите со своите демони во себе. Тоа е соочување и со себе и одење многу длабоко и емотивно и така да разбирам и он бил многу сензитивен, емотивен човек, бил актер и разбирам од каде леле тие стравови. Јас сум исто многу емотивна и ти личи и по пишувањето, па те кажам. Да. Така што можеби да имав во животот повеќе храброст и не знам, да не бев толку срамежлива или ете татко ми да беше по поддржувачки настроен, можеби ќе бев и актерка, меѓутоа никогаш не станав актерка, иако мислам дека е многу убава професија. Актерството е многу тешка и одговорна, можеби е најубава професија, меѓутоа никогаш немав храброст за такво нешто. Ако храброста ти недостасуваше за да станеш актерка и стана оној кој што ги пишува репликите. Меѓутоа емотивниот како да кажам, процес го доживувам исто, можеби како актер на сцена, јас си го доживувам пишувајќи ги текстовите. Сега актерот доживува за еден лик, а ти треба во една драма да напишеш во најмала рака 3, да речем, макар што е втората представа која се гледавме, тука има 5 пара по 2, значи 5 пара е логично, пара е 10-2, 10 ликови има внатре, кои што се сите исклучително емотивни. И на крајот на крајшта да кажеме датам, мислиш дека постои неемотивен човек? Не, апсолутно. Мислам, меѓутоа, проблемот на денешното општество е дека ние се поемотивно празни стануваме, ние се испразнуваме и тоа е една и тема што во овие години од мојот живот и се занимавам со неа. Ние сме емотивно испразнати, а тоа доаѓа од многу фактори, доаѓа од како се развива општеството, капитализмот кој што продуцира индивидуализам, од социјалните медии или од интернетот како глобална појава, така што тоа влијае на нашите животи без разлика ние дали сме свесни или не. Ние сме емотивно испразнати битија, ние не сме толку емпатични, не сме толку солидарни и секако тоа има одраз на мене, на мојата кревка пак емотивност и сензитивност. Инаку да, секој човек
има емоција, меѓутоа дали е емпатичен, дали знае да ги користи тие емоции, дали е емотивно интелигентен, така? На крајот. Кажа дека ова брзо време, капитализам и така натаму носи кон тој најверојатно кон потискање на емоции и мислам дека ти една од главните проблеми и теми кои што ги пишуваш и ги третираш, тоест депресијата или сите видови, фази и последици на крајот на краиштата кои што ги имаме. Во првата представа која што ја гледав тука сите прекрасни нешта, правим му обез за најстрашната работа на светот, тоа е самоубиството. Посекнување по сопствениот живот, кога човек се доведува до дури и во пароби го има. Мислам дека сите тие работи, ако се согласуваш, идат баш од тоа потискање на емоциите. Затоа што овој брз живот не тера да ги потисниме, затоа што немаме време да се занимаваме. Сега, ти кажа на пресконференција дека не ти треба психијатар, психолог, се пишуваш. Пишувам и на тој начин, фактички, си го одржувам менталното здравје. Пишуваш. Сега, од кога ќе ги ставиш на хартија, мене ми е интересно ова. Се ослободуваш од нив, ги пушташ да живеат понатаму или те мача уште време? Не, зависи во која фаза од мојот развој личен сум, затоа што ако си ги погледнам наназад моите текстови како темите сум ги избирала, односно сум пишувала затоа што во моментот мене ме обседнувало и сум морала да напишам, не дека некој ми побарал или дека тоа било тренд, таа тема или зашто, мислам, самите теми мене ми доаѓаат многу природно, органски, ја нештото што го знам добро и го познам, тоа го пишувам, не пишувам за нешто што не го познам. И ако така погледнам, мене првата представа во театар ми беше за стравовите од неуспех на студенти, така што тоа беше мојот личен страв. Потоа отидов во некакви фамилиарни драми, што секој автор исто ги поминува како фаза, да расчисти со своето семејно минато или со својот сегашен живот во моментот во кругот на семејството. Така да секој автор ги има тие некакви фази. Потоа дојдов до фаза кога го загубив татко ми. Тоа беше единствен начин да ја заокружам таа приказна. Мене татко ми секако и денеска се сеќавам со убаво, а меѓутоа за да дојдам до таа фаза, јас да се сеќавам на него без да бидам потиштена, за да можам на убавите моменти да се сеќавам, морав да поминам една фаза која беше многу тешка и јас таа ја поминав со пишување тексти. Јас напишав текст да тргнеме сеньор, кој што се играше во Македонскиот народен театар и ја тематизираше нашата раздоба и неговата болест со рак. Така што неговата една од последните улоги Дон Кихот беше борбата нели со ветерници, а он паралелно ја водеше борбата за живот. Во болница и одеше на сцена и играше. Мислам, тој негов последен дел од животот, јас таму го тематизирав и фактички јас таа моја тага, ама она лоша тага, која што не ти дава да проложиш понатаму, таа ја затворив во таа драма, расчистив со таа тага и проложив понатаму. Сега, ако кажа на почеток, јас сум многу емотивно, рековме нема луѓе кои што не се емотивни, ти си очигледно и емоционално зрела и имаш најдено механизми како да се справуваш со тие тешкотини кои што не ги носи животот. Тоа е составен дел од смртта. Сакам да ти кажам дека се тоа што ни го раскажа, се гледа, мислам дека еднаш го кажав, се гледа на начинот на кој што пишуваш. Че се гледа твоето лично. Јас и си имаме 3 пати видено, сме разговарале за театар само, за твоите драми, после представата сме разговарале за представата и кратка биографија која сме онака што сме работеле. И штом после толку краток разговор, јас те гледам тебе во драмите. Секако има, во секој авторот лично е на некој начин. Добрите автори, разликата меѓу добрите автори и нашите обичните луѓе е тоа што вие знаете да пишувате. А инаку сите ги имаме тие животни приказни. Сите ги имаме тие животни приказни. Ама вие имате еден, како се века, супер моќ да го ставите таму и сите ние да го прочитаме. И да влијаеме на некој начин на тоа што истото го чувстваме и тоа не знае да го артикулира. И кој ќе го види, се чувствува и се идентификува дека е тоа така. Истовремено, она што провеува во особено во сите прекрасни нешта, кои што века сите ја доживеавме лично. Ја мислам дека еден од најголемите успеси на еден автор и воопшто на една представа е кога секој ден во публиката ќе го допри лично.
Значи, некаква onda или да се индивидуална случи. или колективна катарза некаква се случува во салонот. Така, Зависи затоа од велиме успех е до еден да доприме. Ама мислам дека со овие две представи буквално затоа што имаш не сакам да ги анализираме сега пред камера, нека сакам само грубо да секој еден за да кој знаат што за што има станува збор. секој еден кој што има можност треба да ги погледне и парови на драмски театар и сите прекрасни нешта, монодрамата на ова, тоест поред монодрамата на твој текст на Штипски театар, секој кој што може треба да ги погледне, не сакам да ги раскажувам, али мојот ми е успевате да доприте до секој. А мислам дека ти си тука главната врска, начина кој што си му го поднела тоа како текст на театарската екипа да го сработи. И се гледа дека пишуваш онака баш како што велиш, како што го чувствуваш. Да, не пишуваш за наецки, да речем, да, тоа тие си имат нормална структура, точна структура си имат текстовите, ама емоцијата се врви. Да, и него ни бирам јас однапред стилот. Например, Парови е цела представа со диалог, иако е фрагментарна филмска структура, таму имаме диалог што е суштина на драмата. Додека во другите драми, во сите прекрасни нешта има многу малку диалог, има повеќе нарација, меѓутоа јас тоа однапред не го знам, него како секоја тема си има свој начин како се раскажува. Значи немам однапред зададено дека ова ќе го направам како целовечерна приказна од почеток до средина крај, или ова ќе го направам фрагментарно, или овде ќе биде поетичен јазикот, овде ќе биде чист диалог. Самата тема ми се наметнува, самата тема се наметнува и мислам дека голяма улога игра искреноста, затоа и тоа го спомна. Значи секој мислам дека треба да пишува за тоа што најдобро го знае и најдобро го чувствува. Значи јас не можам да пишувам за нешто што мислам, можам да истражам и да напишам, меѓутоа ако сакаме нешто автентично треба да бидеме искрени, значи треба тоа што јас реков, депресијата е моја тема дефинитивно, затоа што знам, можеби не знам медицински што е депресија можеби, меѓутоа јас чувствувам точно преку кога има во театар, кога гледаме или кога ни се случува приватно, јас тие чувства што некој ги доживува или се дефинираат како депресија, ги знам од некаде, така, значи ги доживувам, ги чувствувам и знам дека тоа е моја блиска тема. Значи јас сум се чувствувала во одреден момент како некој друг, а на крај на денот сите испаѓа дека сите истото го поминуваме, само не знаеме дали се вика тоа депресија, дали се вика биполарност, дали се вика суицидалност или не знам што мислам. Ние сите поминуваме најверојатно и сите фази. Да, во животите и се соочуваме со загуба. Апсолутно. Значи кој порано, кој подоцна. Ама не, ајде нека крени рака, кој дел од животот, да. Не изгубил некој што му е битен во животот, нема таква работа. Утре че го завршиме тука муабетов за представиве, за твоето пишување и така, тоа мислам дека беше само нека грубо колку да те запознаат луѓето. И сакам да го завршиме муабетов, рече нема да ме прашуваш се за нататко ми представите. Не мала сум била, сите сме биле мали, не ги памтиме, ама знаеме една која ше баш во Прилепски театар правена околу 90-89 година и сите имаме на касета гледаме. Ти ми кажа дека на YouTube. Што мислиш за Колован како представа? За Колован? Да. Да, на YouTube точно ја имам гледано, претходно ми ја зборуваше асистентката Зоја Безалковска таа представа дека она редовно на час, бидејќи е класата или школата на татко ми Кирил Ристовски, па она сака тоа да го пренесе и ми ја пушта на студентите таа представа и смета дека е негова најдобра или каде што он направил голем помак од се друго што подоцна сработил, а е таа меѓу првите што ги вработил, а подоцна направил и други, меѓутоа како пример каде што излегол од својата како да кажам појава како актер, каде што направил нешто надвор. Кај што се реоткрил, кај што блеснал, буквално мислам за да биде толку маркантна за секој да има како некаков репер за нешто што се направило во тие. Тоа е една неверојатна представа од секаде. Значи, прво тргнувајќи од текстот на Блаже Алексовски "Лесна во земја" и него, преку режијата на Љубиша "Лесна во земја", кои кресите се веќе живееме во тој период, ние сме одиме на ке средновековие и веќе сите тие идоли кои што ни биле веќе или се назаменувани или ни заминале. И неговата игра Пластичност на телото, и глас,
присутно, музикалност, Говорат, да. се. И таа е една од првите представи воопшто што сум ги гледал во животот, тогаш уште како дете, Блаже Лексовски ми даде на касета. И до ден денешен, значи, сигурно има 30 години поминато од прв пат кој гледав и од кој качија на YouTube и имам гледал на неколку пати и на представите кои што секој пат кој ќе изгледам ме фасцинира. И ти кажав кога се запознавме дека сакам да ја видам на сцена пак таа представа, и истовремено сакам и да го играм тој. Да, ама тоа е многу битно и тоа е нешто што е пракса, значи да се прават ремикси. Значи како тоа денеска би изгледало, што би се направило, на кој јазик би се раскажало, како би се осовременило или не би се осовременило и зошто, мислам, тоа се игри напред и назад кои што треба да не предизвикуваат нас како уметници. Значи ние треба да се бавиме и со од битови драми до сите наши фази и да видиме што денес тие значат и како денес ние сакаме да ги направиме во театарот. Апсолутно се слагам дека треба да се прават ремикси на некој начин. Ремикси во секој случај, а не само битово поставување кој што ни раскажува некаков проблем кој што бил пред 150 години. Затоа што тоа денес значи или што можеме која тема тогаш што не била извлечена можеме денес да извлечеме, затоа што некогаш тие текстови кријат некакви теми што тогаш воопшто не биле заприметени и освестени, да се немало и во општеството свест и сега кога ги читаме, а затоа па некои извучат доста некоректни. Значи, кога ќе видиме пред 40-50 години, викаме не, ова денеска не е во ред, не е коректно како се третира жената, не е коректно како се представува во однос на две роли, или е блудница, или е домаќиня. Ама тоа денеска, со оваа свест го зборуваме и се наваќаме назад. И тие творештва, тие драми имаат вредност и се, меѓутоа денеска ги поставуваме, мораме да бидеме многу внимателни во тој поглед. Значи денеска не можеме ние тоа да го репродуцираме на сцена, не смееме. Имаме одговорност денеска на тоа да влијаеме, затоа што тогаш ако немало свест, денеска има свест, дека денеска жената не е тоа. Пример, се пати за бидејќи во 90% од случаите жените во македонските драми се такви како што се. Затоа што така се ги восприемаме. Затоа се појавуваме женски автори кои што па имаме други жени, женски улоги. Кои што треба да ја помогнете реално на жената да... Ма не, тоа не е никаква интенција, тоа е нормално, мислам. Какви што сме ние, такви и помогнете да си го пишуваме. заземе местото кај што треба да биде, а затоа што сме особено конзервативно општество се уште. Значи во 2025 година правиме муабет дека има уште табу теми, особено кога жената во прашање, дека имаме огромен процент на населението кој што се уште ги перцепира жените вака или така, нема средина, нема никаков колорит, нема ништо кој што има поголема вредност кај незе. Ама и покрај сета таа свест, сакам да кажам, и природно е денеска ние да размислуваме поинаку за женските ликови. Тоа е и природно, значи нема тука позадина активизам или некакви други намери кои се пишува, меѓутоа тоа е едноставно денеска се сменети работите. Сега Василов овој муабет да го ставиме во контекст на Колован. Пошто таа ни гледа на двајца да имаме ако правиме муабет за еден сакам само два главниот лик и женскиот лик и на женскиот лик кој што е внатре. Каква би била Емина денеска според тебе? Која што не се не размислувал. И јас не, ама сега во целиот контекст. Ако имаш ти за ова некаква... Јас тоа ми гледал сегаш како монодрама тој ремикс на таа представа, така да нема никаква Емина, ама сега си реков, пошто таа е таму како се вика во служба на Колобан, една млада девојка која што е тука да го задоволи и да видите тоа што го спомнав пред малце линијата во сега дали на денешниот Колобан му треба таква Емина? Не знам, кога би го работела со тебе, тој проект, кога би разговарале, али во секој случај нема да го репродуцираме истото што е напишано, со сета почет кон тоа што е направено во тоа време. Апсолутно. Значи не... Ама да си остане во 1990-та или 89-та кога е, а 2025 година не треба да видиме кој е тој што ќе се врати од Истанбул или од Лондон или од не знам, од Лос Анџелес и во Прилеп ќе дојде под сато и ќе му го плесни на прилепчани. И зошто би го правеле, и дали би го правеле таму или... Мислам, само кажам, многу повеќе прашања се отварат кога се ресоздава едно дело повторно за сцена или за
алтернативен простор. Апсолутно. Долго се работи, али сега да кажам, мислам кога би работила на одреден проект, тогаш може би можела да Ти одговорам не знаеш на- дека веќе работиш. Добро, да, уствари, по позадина да ти ме подготвуваш за соработка. Ана, фала ти многу за муабетов, ти побарав 20 на минути, мислам дека па ја ги Имаме поиќе. повеќе материјал. Имаме повеќе материјал. Не, нема да кратам ништо. Мислам дека беше толку Природно. природно се целиот муабет, толку си кажа се што сакав да си кажеш. Некако се договаравме и сега баш се дори се местевме шо како ќе си правиме муабет. Па добре, мене ми беше доста пријатен разговор. Да си овековечиме, барем дори постои YouTube што се вика некај разговор за театар, за твоите драми, за твоето функционирање во театарот. И на крајот на краиштата, на германски пишуваш? Да. Да? Че треба да го преведеш тоа што на германски не разбирам ништо. Фала ти многу за Да, имам муабет. произведба на германски, што уште ја немам на македонски јазик, например, текста. Тоа ќе го ставиме кога ќе дојдем За во следната Виена прилика. да ги снимаме германските, драми германските Ќе ти правиш прилог изvedби, за- кој ќе правам прилог за македонците во Виена. Бев пред некое време, за жал не те познав, било уште тогаш супер. Ама еве сега Идва следна причина прилика, плюс за да дојдам Ја на си тоа. изрекламирам следната представа на 17, 19 и 22 јуни на каналот Дунав ќе играме представа која се вика Ам канал, на каналот. Нема Со Шауспилхаус, Виена. Нема подобро од тоа. Фала ти стигнеш за муабето, морам да го прекинам вака, дури е најсладко, Да. иако Јас не ти за благодарам друго. за просторот што ми го даде, ти благодарам и тоа што се запознав. Макево е и прояви исклучиво интерес. моје. Да, и што прояви интерес за овој интервју. Ти благодарам. се гледаме се во следна емисија.